Докторе, вакцинирањето започна да се применува некаде околу пред 20 на години. Во тоа време, ако добро се сеќавам, имавме околу 100 вакцини се набавуваа во текот на за време на вакцинирањето, меѓутоа дали 50 се употребува. Денес, години наназад, вие укажувавте на сето тоа колку вакцината е ефикасна, дека тоа е најефикасно за заштита против грип. Сега имаме околу 1100 вакцини набавено. Огромна е бројката на луѓето кои што само за 6 работни денови ја примија вакцината. Како тече вакцинирањето? Па вакцината предизвика голем интерес како и секоја година и токму така во право сте, од година во година интересот за вакцинирање е се поголем и поголем. Потврда за тоа е зголемувањето на бројот на дозите кои што ние секоја година ги нарачуваме. Зошто е тоа така? Граѓаните кои што се вакцинираат се задоволни од ефикасноста, од безбедноста на вакцината, поготово оние лица со хронични заболувања, пред на срцето, белите дробови, диабетичарите, постарите лица на 60 и 65 години возраст. Значи, оние кои што со години редовно примаат, не сакаат ни една година да останат без вакцина. Меѓутоа, секако дека не се само тие, секоја година имаме нови лица, и не само лица со хронични заболувања на поедини органи, туку и лица кои што немаат хронична болест, меѓутоа сакаат да се заштитат се со цел да не добијат грип, затоа што знаат дека грипот како најмасовно заразно заболување може да направи сериозни компликации. Граѓаните тоа добро го знаат, се здравствено едуцирани и затоа од година во година се бара вакцина плюс. Сепак не треба да им се љутиме на луѓето што беа малку скептични. Еве и јас години наназад пишувам околу вакцината. Тек прв пат минатата година ја примив, годината по вториот пат. Се очекували зголемување и следната година да го зголемиме бројот на вакцините? Апсолутно во право сте. Оние шпекулации се очекувани поради силната антивакцинална кампања, не само против вакцината против грип, но и против другите вакцини, но секако дека тоа веќе спласна, граѓаните се убедени дека вакцината не може да направи штета, вакцината е да заштити од одредена заразна болест во случаев како што е грипот. И ако сакате, благодарение на вакцинацијата ние искорениме ред опасни заразни болести од кои во минатото се умираше. Меѓутоа денеска тоа не е така и ние веќе вакцинираме против 11 заразни болести и не сме имале проблеми и вакцинацијата представува најреволуционерната метода на заштита во медицината. Секако дека потврда, ќе се вратам на вакцинацијата против грип, потврда за ова што го говориме е потрошените, односно аплицираните над 750 дози на вакцина за 4 дена. Можно е до понеделник веќе да нема вакцини, бидејќи остануваат уште 300 нешто вакцини, а исто така да напоменеме дека сите оние кои што веќе имаат вакцината примено и натаму може да се заболат од грип, бидејќи вакцината почнува да го има тоа на вистинско дејство од 10 до 15 денови.